студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Премиерот Христијан Мицковски денеска ќе престојува во посета на општина Струга. Мицковски ќе присуствува на почеток на изградба на проект за систем за одводнување на фекални отпадоци во село Враништа, а потоа ќе изврши увид на градежни работи на реконструкција на туристичка улица во Струга. На крајот од посетата ќе присуствува и на увид на градежни активности на реконструкција на улица во населбата Езерски Лозја. Откако Трамп го одложи нападот на Иран, дојде до нагло паѓање на цената на нафтата. Сепак, околу 1000 танкери се заглавени во Персискиот залив во очекување гаранции за безбедно да може да поминат. Позитивни сигнали се исцртаа на светските пазари. По најавата за прекин на огнот на Блискиот исток, цената на нафтата падна за околу 15%. Барел чини под $95. Ова е значаен пат, но цената е се уште многу повисока од периодот пред конфликтот. Трговците со енергенси се предпазливи, бидејќи е тешко да се предвиди дали прекинот ќе прерасне во траен мир. Во фокусот сега е Ормудскиот теснец, иако примирието предвидува негово повторно отворање. Се уште не е јасно дали сообраќајот ќе се одвива слободно или под контрола на Иран. Позначајно движење на теренот се уште нема. Во Персискиот залив се заглавени околу 1000 бродови. Нивните собственици и осигурителните компании чекаат официјални безбедносни гаранции пред целосно да го обноват сообраќајот. Како пониските цени ќе се одразат на македонските бензински, премиерот вели дека е рано за прогнози. Цената на плац е некаде околу $20 по барел поевтина веднаш. Споредено со таа што беше вчера, ќе видиме како ќе се движи. Рано е уште да проектираме што ќе се случи во понеделник, тоест во вторник, бидејќи е понеделник на работен ден. Ќе треба да помине и четврток, па за да можеме да бидеме попрецизни. Во моментов Македонија има најевтини горива во регионот. Најскапо е во Хрватска. Таму литар бензин се продава по 1,68, а дизелот чини 1,88 евра. Кај нас цените се за 30 центи пониски. Разликата не е мала затоа што на резервоарот 50 литри. Тоа се дури 15 евра заштеда. Поевтините горива во Македонија се резултат на намалените акцизи и ДДВ-то. Државна статистика вчера измери годишна инфлација од 4,9%, но според Мицковски растот е поголем затоа што лани ова време маржите беа замрзнати. Затоа како по реална вредност ја зема месечната инфлација, која изнесува 0,7%. Повторно сме во првите 5 во Европа. Помала месечна стапка на инфлација од нас имаат Словенија, Словачка, Естонија и Белгија. Сите други се од 1,5-2 па и повеќе проценти на месечно ниво, зборувам март споредено со февруари. Тоа значи дека до сега мерките даваат резултат, зборувам на месечно ниво. И така и ќе продолжиме да ги следиме. Имаме стратегија доколку е потребно што после 20 откако ќе истече кризната состојба, така што да видиме, јас очекувам смирување. Експертите веќе предупредија дека последиците допрва ќе следат. Енергетската инфраструктура на Блискиот исток претрпе сериозни оштетувања. Ќе бидат потребни месеци за повторно да почне производството, а години за тоа да се врати на нивото што беше пред војната. Мартин Арсов, Сител телевизија. САД и Иран договорија примирие во следните 2 недели. Меѓу договореното е Иран да го отвори Ормудскиот теснец. Американскиот подпредседател J.D. Венс би требало да предводи американската делегација на преговорите. Токму Венс порача дека примирието е кревко, а ако Иран се обиде да го прекрши, ќе дознае дека Трамп воопшто не се шегува. If the Iranians are willing, in good faith, to work with us, I think we can make an agreement. If they're going to lie, if they're going to cheat, if they're going to try to prevent even the fragile truce that we've set up from taking place, then they're not going to be happy. Because what the president has also shown is that we still have clear military, diplomatic, and maybe most importantly, we have extraordinary economic leverage. So the president has told us not to use those tools. He's told us to come to the negotiating table. But if the Iranians don't do the exact same thing, they're going to find out that the president of the United States is not one to mess around. He's impatient. He's impatient to make progress.
Парламентарното мнозинство го одби пакетот закони на СДСМ за заштита на животниот стандард на граѓаните по притисокот од кризата на Блискиот Исток, што ја разгори дебатата помеѓу опозицијата и владата на седницата на пратенички прашања. Околу планот за справување со кризата, а за пратениците од албанскиот блок главна тема беше полагањето на правосудниот испит на албански јазик. Економската состојба не е добра, дека граѓаните, а тоа го слушаме секојдневно, по нивните апели, по нивните сигнали, едноставно не можат да преживеат. Моето прашање е зошто не ги прифаќате мерките кои што навистина ќе дадат ефект? Еве, сега имавме предлог на закони. Дали планирате сега, не после великденските празници, на луѓето сега им се потребни мерки? Кој знае како ќе биде после великденските празници, како ќе се одвива кризата? Мерки кои што ќе бидат за таргетирани групи на граѓани кои што ќе значат директна финансиска подршка. На избори граѓаните носат суд за тоа што прави оваа влада и што сте правиле вие како влада. Кога правите споредби, треба да сватите дека ги подсетувате граѓаните на најлошите времења во македонската историја на политичката сцена. Времења полни со криминал, времења полни со корупција, банди кои што хараат по Скопје, стабри компании, времења во кои што се запалуваа модуларни болници, времења во кои што рекет плаќаше Македонија во еден локал во југоисточна Македонија секој ден, и да не набројам уште 100 се случуваше. За колку се продаде националното прашање, за колку се продаде албанскиот јазик за една столица или за еден мандат на пратеник? Нивното вознемирување беше слушнато и на институционален начин ние одговоривме и ги превземевме од потребните мерки за решавање на тој проблем. Студентите албанци ќе полагаат правосуден испит на албански јазик. Со нови вознемирувачки аудио и видео снимки од обвинителството продолжи судењето на Јовановски, обвинет за 3 кривични дела за смртта на сопругата Ивана и ќерката Катја. Голем број повици на 112 дека обвинетиот Јовановски, а тепа неговата почината сопруга Ивана, беа презентирани денеска во судницата. Обвинетиот го пријавувала и сопругата, и неговата мајка, сестра, соседи, сведоци кои гледали и слушале како тој физички ја малтретира. Со овие аудио снимки, но и со видео денот кога Ивана си го одзема животот заедно со ќерката Катја, обвинителството ќе докажува дека Јовановски ја тепал неговата сопруга, ја нарушил сигурноста и ја навел да се самоубие. Сите повици направени во различни временски периоди се карактеризираат со вознемиреност и барање итна интервенција од полицијата. Во еден од повиците, мајката на Јовановски едва и се слуша што зборува од викањето на малата Катја дека татко и ќе убие мајка ѝ. Цветанка Јовановска во полиција пријавува обид за убиство. Во позадина се слуша плачењето на Катја, што е толку гласно што Цветанка не се слуша што зборува. Катја силно плаче и вика ќе убие мама. На прашање на операторот што се случува таму, Цветанка одговара обид за убиство. Катја го засилува плачот и викањето и силно извикува тато ќе убие мама. Цветанка кажува дека и детето е тепано. Со затнати уши и наведната глава, Јовановски денеска седеше во судницата додека обвинителството ја презентираше видео снимката во која Ивана заедно со нивното дете скока од 6-тиот кат од семејниот дом. Еден од клучните докази според обвинителството е повикот кој починатата го стварува на 112 критичниот ден, каде службите во реално време го слушаат и тепањето и заканите по живот кој Јовановски ги упатува. Снимката е направена околу 2 часа пред да си го одземе животот. Дента го пријавува 3 пати. Сакам да пријавам насилство од сопругот. Сабајле се јавив, ама не зборев, но сега сакам да зборувам. Пред судот сме со сопругот, ве молам, дојдете побрзо. Плачејки се јавува Ивана во полиција, неколку часа пред да се самоубие. Беше презентиран и повикот на Јовановски на брзата помош, каде што вознемирен, со треперлив глас и викања, бара итно да пристигне помош и наведува дека жена и дете скокнале од балкон. Судењето продолжува на 15 април. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Во фудбалска Европа синоќ ќе се одигра 2 четвртфинални